Под слоганот Марш за ангелите, семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката во Кочани побара одговорност од институциите за трагедијата во која загинаа 60 луѓе. Во Кочани е Викторија Јованова. Викторија, кои се пораките на семејствата? Така, Марија, овде сме токму во паркот на Револуцијата, каде што точно и напладне започна маршот за ангелите. Така го насловија овој марш семејствата на загинатите во несреќата во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Тажно е во Кочани. Кочани не е истиот град како од пред 3 недели или од пред 16 март. Убици, ова не е несреќа, ова е убиство. Ова беа дел од пораките испишани на транспарентите кои ги носеа семејствата на загинатите, а кои во своите раци ги има и сликите на своите чеда. На она што се случуваше на самиот марш, предлагам овде да го видиме и она атмосфера и прилогот кој што го приготвивме, тоест го подготвивме. Река од луѓе. Кочани денеска мирно маршираше за своите 59 загинати ангели од Кочани, Чешиново, Облешево, Зрновци, Штип и Македонска Каменица, кои починаат токму на 16 март во дискотеката Пулс. Во тишина, скршени од болка и со сликите од сопствените чеда, синови и ќерки, семејствата на загинатите во Кочанската дискотека точно напладне мирно маршираа за своите ангели. Мирниот марш почна во паркот на Револуцијата во 12 часот и 5 минути, како символ на задоцнетата институционална реакција. Се упатија кон трговскиот центар, каде што застана и пред кафулето на газдата на дискотеката Пулс. Потоа се упатија кон општина Кочани, полициската станица и основниот суд и обвинителството. Задржувајќи се кратко пред институциите, родителите упатија прашања за одговорноста на надлежните и побараа правда за своите деца. Кој го уби мојот херој и кој го пеплоса тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца. 17 години детешко. Што знае, ништо живото не е видел. Нема што да кажем, немам коментар ништо. Никој пат да не се случува катастрофа, биде со млади деца се испратими ги може да се провеселат, дојдува си мртви. Естеке, да одговарат сите. На транспарентите кои ги носеа семејствата и другарите и другарките на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека, која е најголемата трагедија во земјава во изминатите 3 децении, пишуваше: ова не е несреќа, ова е убиство. Коруптивниот систем ги уби нашите деца. Тие порачаа дека ако сите институции си ги извршувале своите задачи, до трагедијата немало да дојде. Маршот заврши на истото место од каде што и почна, а граѓаните нагласија дека ќе бараат правда за своите најмили. Во писменото известување за маршот, организаторите нагласија дека тој не е за лицето од безбедувањето во дискотеката, а граѓаните кои не го прифаќаат тоа укажување не мора да се приклучуваат. Инаку за трагедијата во Кочанската дискотека осумничени се 33 лица, од кои 28 се во притвор. Од нив 7 се полициски службеници, началници во СВР Штип и ОВР Кочани, како и градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, кој пред 3 недели си даде оставка, а истрагата за овој случај се уште е во тек. Викторија, ова не е единствениот марш во Кочани денеска. За помалку од половина час треба да почне и друг протест. За што станува збор? Да, Марија, точно во 15 часот и 59 минути најавен е маршот на семејствата на телохранителите, кои на 16 март спасувале деца од оваа дискотека, а во моментов се во притвор. Тие секој ден протестираат од 18 часот, а за викендов нивните протести се одржуваат од 15 часот и 59 минути. Марија?
Викторија Јованова известува од протестните маршеви во Кочани. Те очекуваме и во наредните вести со другиот марш кој што току го најавија, кој треба да започне за помалку од половина час.